ми представува задоволство што денес Општина Струмица во соработка со амбасадата на Руската Федерација во нашава земја на скромен, но достоинствен начин одбележува еден голем јубилеј кој е од огромно значење за историјата на воздухопловството во целиот свет. Имено, на денешен ден пред точно 60 години, или попрецизно на 12 април 1961 година, советскиот космонаут Јури Алексеевич Гагарин станал првиот човек во историјата на човештвото кој се вивнал во Вселената и ја прелетал Земјата околу нејзината орбита. Се случило тоа на космодромот Байконур, од каде големата ракета на чиј врв се наоѓал вселенскиот брод Восток-1 полетал во Вселената. Летот околу земјината орбита траел 108 минути, а незаборавниот херојски подвиг на Јури Гагарин по цели 6 децении останува да се памети како пионерски чин кој е испишан со златни букви во времепловот на советската и светската космонаутика. Овој ден и името на Гагарин ќе остане во меморијата на човештвото, се дури тоа постои низ годините и вековите што се пред нас. Во тоа име се собравме овде да го одбележиме 60 годишниот јубилеј од величествениот настан како и името на Јури Гагарин, затоа што за таков настан и таква личност заборав не смее да има. Струмица веќе 8 години ја има оваа спомен биста на Јури Гагарин, која во името на македонско-руското пријателство беше донирана од нејзиниот автор, познатиот руски скулптор академик Григорий Потоцки. Тоа е голема чест за нашата општина и за сите нас, како потврда за едно пријателство кое траело, трае и ќе трае во иднина. Изразувам голема благодарност до амбасадата на Руската Федерација за денешното заедничко одбележување и за добрата досегашна соработка со надеж дека таа соработка на најдобар можен начин ќе ја негуваме и избогатуваме на заедничко задоволство.